сме повторно тука, сега имаме училишен час за 5-то оделение, но овој пат природни науки. Здраво, наставничке, може да ни се представите прво, бидејќи прв пат ве гледаме тука, сам ние барем. Добар ден. Добар ден, да, прв пат сум тука. Јас се викам Дивна Карапанчева, наставник сум по природни науки и биологија. Доаѓам од основното општинско училиште Вера Цирилитрена, Картош. Супер. Сега имаме час за 5-то оделение, процес на истражување на растењето кај растенијата. Значи, Додам. добро, да. Така. Ево го. Но би можеле прво и да го ставиме на... Добро, во ред е. Мислам дека се гледа. Ќе го гледа. Првенствено, пред да почнеме за растењето, да се присетиме за животниот циклус на растенијата. Дали ученици се сеќавате на оваа наставна единица што ја учевме предходно, што е животен циклус и кои фази ги сочинува? Имаат семки, садници, млади, па возрастни растенија. Значи, првата фаза на животниот циклус беше семки, така, понатака садница и сето ова се врти во круг и е еден непрекинат процес. Но семките дали ќе се развијат ако немаат поволни услови? Се разбира, не. Значи, за да можат семките да се развијат, да никнат, треба да изртат, но да видиме при какви услови. Што е потребно за да изртат семињата? Првенствено, што е ртење и што им е потребно. Значи, ртењето представува растење на семките при нивните поволни услови. На семињата им е потребна вода, топлина и воздух за да изртат. Но, што е со светлината? Што мислите? Па, мислиме дека им е потребна. Да, Не, на семињата На не е семињата, потребна. бидејќи тие се под земја, секако светлината не стига до нив. Така е, браво. Значи, на семињата не им е потребна светлина за да изртат, но сето ова можеме да го истражиме, значи овој час не е истражување и да го докажеме се тоа што го кажавме досега. За таа цел имаме, еве овде по нешто што имаме донесено. Првенствено ова се семиња, ги донесов и за да ја разубавиме оваа ваша ТВ училна, односно ваша и наша. Баш ви Има благодариме. различни семки тука, Така, има оризови, изработено од моите ченка. ученици. Баш биле вредни. Така е, а сега продолжуваме со истражување. Ќе ве молам само еден... Еве, јас ќе останам тука, ако те треба помош. Одиме. Да. Понатаму. Значи, врати се, Да, така. Значи, за оваа работа ми треба секако вие да учествувате. Секако? Сето тоа ќе ви го покажам што треба да правиме. Првенствено, треба да во овие наши садови поставиме филтер хартија или памук кои што ќе ги наважниме и кои што понатака ова не треба за после да ги обележиме, ќе го правиме од прилика овака. Ќе ве молам тука ако сакате, јас ќе се оддалечам малку нели да држиме растојание. Повелете, свенште. Овде имаме се што ни е потребно, значи првенствено ставаме од овие памукчиња за да ни држат влага. Памукчиња, така, ставаме во една чашка. Потоа земаме вакви памукчиња кои што се подефинирани. Ете, вакви. Па ги ставаме од озгора, така? Така, за да ни ги држат нашите семиња. Да. Но, што ќе правиме за да можеме да споредиме? Нели, ќе ставаме во една чашка, Ана ќе направи Само едно. другата страна да може да гледа. Во друга чашка Сванштај ќе направи друго. Така, ќе ни се прикушчи сванштај. И ќе направи друго. И од озгора ќе ставиме семиња. Над ова ставаме семиња. Еве јас ќе се... Но првенствено вода. Првенствено Мораме да ставиме влага. Зошто? Што мислите? Вода ти е потребна на семето за да почне да рати. Така, ако немаме вода, нема да почнат да изртат. И она што го зборувавме предходно за животниот циклус, нема да продолжи понатак. Така? Така. Толку не сум, да. Јас ќе земам шареното гравче, може? Да, неколку гравчиња и неколку, ова е пченица. Значи, ќе направиме неколку такви, за да можеме да споредуваме и да видиме нивната
етикета. Ама да едно се или друго, свртаме. така? Треба само едно Значи, и едно и друго, И едно и да друго во можеме две. да видиме како ќе ртат. И Едната чашка На предпоставувам светлина- нема да добива светлина, другата ќе добива. така, браво, Сонштайн. Експерименти. И ова. Од секогаш Значи, ги сакав. Сега ставивме вода. Да. Треба, значи, со алуминиумска фолија, од прилика ќе земеме, нели, колку би ни требало, едната чашка да ја направиме без светлина. Стави ја одоздола ќе ти мало, маме. Овака само. да. Обратно. Обратно, така, и добре, ќе ја фатиш. Ќе направиме уште едно, тоа еве јас ќе го направам. А Јас да ја направам со тоа? може со Еве, нема ова светлина. повеќе. Значи мора да исечеш сечнеме. од ова прозирна фолија, за да видиме како тоа ќе изгледа во само овде да ставиме уште вода. Може да направиме уште едно без светлина. Значи секогаш правиме барем две за да имаме поточни резултати. Точно, еве и ова ќе го направиме. Така. Ставаме. Еве Ана и ти ќе направиш уште едно за без светлина. Да. Еве, јас ќе ти помогнам. Така одлично. И овде ќе направиме уште едно со фолија. Еве, две со светлина. Две И без. две без светлина. И колку е сега. потребно ова да стои вака за да видиме резултати? Значи, семињата почнуваат да ртат веќе после првиот, вториот ден, така што почнува прво да рти коренчето. Но, пред да го кажеме сето тоа, ако може да избришеме Се таблата, разбира, се разбира. ќе се направиме една табела. На табелата мораме да ги напишеме сите овие наши активности и резултати, а на крај кога ќе заврши истражувањето, овие резултати ќе треба да ги презентираме онаму каде што е потребно, нели пред нашите наставници. Со овие така. Да. Да. Значи Сакате ќе се црно, направиме се едно. Се едно. Не е Добро. проблем. Значи правиме табела. Секако на табелата пишуваме истражувања за ртање. Така. Понатака. Правиме колку семиња имаме, ние имаме овде 4. 4, така. И сите тие 4 ќе ги обележиме. Со што ќе ги обележиме? На самите кесички ќе обележиме со маркер. Повелете. Значи 1, 2, 3 и 4. 1 и 2 ни се тие што добиваат светлина. Само да ви кажам Така. како обележа. Потоа, прво, што ќе забележиме? Прво ќе ги забележиме нашите претпоставки. Што мислиш, Ана? Што ќе се случи во првата чашка? Првата беше со Со светлина. Па мислам дека не би почнало да рти. Не знам, предпоставувам. Значи, тоа ќе го забележиш. Предпоставка. Предпоставка. Потоа, по 2 дена, што правиме? Гледаме овие што се со светлина што се случува, а овие ги отвараме малку, гледаме дали нешто можеме да забележиме, повторно ги затвараме и го забележуваме сето тоа на Во нашата табела. На нашата табела. Потоа, после 4 дена, и така забележуваме додека не изрти нашето семе во садница. Рековме втората фаза на животниот циклус ни е садница. Тоа би се случило од прилика 7 По 7 дена, по 7-8 дена. 8 дена. И сето тоа ние го забележуваме и имаме резултати од нашето истражување. Да одиме. Да видиме како како е процесот на ртање кај грашок. Првично,
почнува да рти коренчето. Надолу коренчето. Да, потоа се појавува стебленце, а сето ова, значи, е еден животен циклус од ртење До садница. до садница. Понатака, да, нели, имаме една домашна задача, која што веќе ја кажавме, сите дома да си го направиме ова и да ги забележиме на нашата табела. Табелата да ја пратиме на нашите наставници, кои што понатака ќе видат што сме истражиле, но само да не заборавам да кажам дека ова наше истражување ние ќе ги чуваме понатака за другите часови кои што следуваат после овој час. Сега можеме и да видиме едно видео. Веднаш. Ова е, мислам, видеото. Да, може тоа или другото, се едно. Да видиме како нашето графче, овие исто овакво графче, како што ги имаме овде, како рти. Убрзано секако ќе го видиме, еве веќе третиот ден. Четврти ден. Веќе почнува нагоре да се крева. Да избива. Зошто овака од страна гледаме коренчиња, свештај? Па за поголема површина вода да можат да собираат. Така, значи да можат повеќе вода да соберат, но и од кога се прави садница, понатака во понатомошните часови ќе видиме како црпат и минерални материи, не само вода од почвата. Така. И сега ова веќе е младо растение, така? Ова веќе е младо растение, не, се уште е садница, кога ќе почне младо растение, веќе почнува тука да рти изданокот. Сега. Ето Изданокот. го, младо растение. Така. Дали ви е сега јасно? Да. Значи, денешниот час беше за За ефектот на светлината, Аха, да, при почетокот на ртењето. Да. Значи, видовме каков е ефектот на светлината и еве дојдовме и до младо растение. Значи, домашна задача имаме, ќе ве молам да испратиме на нашите предметни наставници. Така е. Во ред, тоа беше се за Тоа нашиот прв беше час? за нашиот прв час. Наставничка ве прашам, растението, односно кога рти го ставаме во почва и му треба растение светлина веројатно која ќе излезе над почвата. Така е, значи светлина треба која ќе излезе над почвата, а за тоа ќе зборуваме нареден час. Во наредниот да, час, значи така. не ни треба само светлина, ни треба и топлина, така рековме, така. но сето тоа може на исто оваков начин да го истражиме со семиња и со За да биде начки. позабавно и поинтересно и за да се увериме самите, не Значи само да видиме, теоретски да учиме и да. сето Да. тоа Одлично, видиме тоа како беше изгледа. нашиот прв час, а сега ќе одиме со еден краток џингл, па се враќаме повторно на следниот час.